Во образложението слушнавме дека станува збор за ситни измени кои што ќе олеснат работата на изградба на инфраструктурни проекти од јавен интерес, но исто така ова се и крупни измени од аспект на заштитата на шумите. Што се прави со овие измени? Се тргаат контролни механизми за заштита на шумите со цел полесна сеча на шуми. Во постоечкото решение во член 14 став 6 до сега при изградба на инфраструктурни проекти од јавен интерес, сечи и дотур на дрвна маса може да прави само јавно предпријатие Македонски шуми и правни лица кои што имаат таква лиценца со согласност. Сега се дозволува тоа да го прави инвеститор и тоа без лиценца, без согласност, само треба да даде обично известување. Значи имаме ситуација кога доаѓа инвеститор и вика: другари, јас од денес сечам. Значи никој не се прашува, они се главни во случајов, не решава јавно предпријатие Македонски шуми. Што се прави со член со став 7, од која ќе се сече таа дрвна маса, потоа на таа треба да се направи примопредаја на јавното предпријатие Македонски шуми и тоа се прави со записник, што е предадено. На записникот треба да стои инвеститорот и треба да стои јавното предпријатие Македонски шуми и инспекторот за шумарство. Што се прави сега со оваа предложена измена? Се тргнува инспекторатот за шумарство од тој записник. По закон, основна функција на шумарскиот инспектор, на инспекторатот за шумарство е да врши контрола на сите субјекти кои што се бават со шумарство и со ловство. И сега ние на таа единствена институција создадена со таква единствена цел за заштита и ја тргаме од записникот за примопредаја. Зошто ја тргаме? Таа е единствен контролен механизам, основен контролен механизам во случајов и ние го тргаме основниот контролен механизам. Значи се олеснува уште толку постапката за сеча на шуми и се намалува заштитата на шумите. Со член 64 став 5 сегашното решение вика пред да се почне со сеча на дрвна маса, мора целата површина на која што се наоѓа сечата да биде обележана, да биде означена и исконтролирана од шумски инспектор. И потоа шумскиот инспектор во рок од 3 дена дава одобрение за сеча. И што правиме сега со предложени измени? Сега се предлага тоа одобрение да се смени со записник за извршена контрола. Записник за извршена контрола е документ кој што по сила на закон мора да го прави секој државен орган за секое преземено управно дејствие. И извештајот само констатира фактичка состојба. Фактичката состојба може да биде лоша, може да биде добра. Ако е лоша, не се издава одобрение за сеча. Ако е добра, се издава одобрение за сеча. Што правиме сега ние? Се издава записник, не се издава одобрение за сеча и со тој издаден записник инвеститорот може да прави лом во шумата. Што правиме ако во записникот стои дека има ендемски видови на дрва? Што правиме ако во записникот стои дека не е одбележана целата површина за сеча? Што правиме ако во записникот стои дека има загрозени видови на растенија кои што се суштински за екосистемот таму? Затоа постои прво записник, па потоа одобрение. Ние со ова уште толку се тргаат сите заштитни механизми на шумите и на крај се додава член во овој закон кој што вика сите тргнати постапки што се сега во тек ќе продолжат по овие измени кои што треба да се донесат, значи ќе продолжи по расторен систем за заштита на шумите. Ова се крајно лоши решенија
и не прават ништо друго, туку само ги отстрануваат контролните механизми за заштита на шумите, а после она ние што го имавме со пожарите и со штетата на на шумите во Македонија, да носиме ваков закон е надвор од памет. Благодарам.